За нив ЕУ е реторика. Секој ден или хорски пеат, или веќе не знаат ЕУ, НАТО, НАТО, ЕУ, па во комбинација со орото, тоа некако чудно завршува. ЕУ е стандард. И апсолутно е неточна тезата дека да се качиме на возот, а нивниот воз е Ориент Експрес, или немаме возови. Немаме. Имаме вработени во железница. Во Отоманската империја имало железница, гледајте го до Балчак и ќе видите, ама ние немаме возови. Нема врска тоа со патување во Брисел. Ние овде треба да се изградиме држава која што ќе биде, иако мала, пристојна, стандардна. Кога велам стандардна, мислам пред се скроена според моделот на владење на правото. Значи, нам ни треба политика во границите на правото. Политика која што ќе значи трагање по решенија за сите проблеми со кои се енормни, а со кои се уште се соочуваме. Најважното за мене, доброто образование. Нема подобра инвестиција од тоа. Мое решение. Во председателскиот кабинет и околу мене ќе формирам совет за млади. Доста со тезите дека на младите им припаѓа иднината. Младите мора и сегашноста да ја земат во своите раце. Па го слушам вчера Димитар Ковачевски овде од Карпош, вели дека тој не ја кандидирал тетка му Жана. Не ја знам господјата, сигурно е прекрасна дама, интелигентна и сета почит кон незе моја. Но мој совет до него, да ме прашаше, ќе му кажев подобро Жана да ја кандидираат отколку измекјарот на Али Ахмет и Стево Пендаровски. Стево Пендаровски 5 години. 5 години го нема никаде. И се фали дека решавал илјадници проблеми. Еве, јас ќе му поставам едно прашање. Нека каже Стево Пендаровски не илјадници, не 1000, не 100, не 10. Еден проблем кој што тој го решил. А јас можам да му набројам сега 10 кои што ги создал. Ова не се избори во кои треба да наседнеме на лагата која што се обидува СДСМ и Стево Пендаровски да ни ја продадат. Дека ова биле избори за ЕУ или против ЕУ. Не, тоа е лага. Сите ние сме за европска иднина. Сите ние сакаме Македонија да ја видиме во Европската Унија. Но тој пат со СДСМ не чини многу скапо. Сите нивни предавства, сите нивни договори, сиот срам и понижување кои што го направија нивните влади изминативе децении, не чинат премногу, не чинат криминалот, плячката која што ја прават позади завесата. Ова се избори од една страна за горда Македонија, достојна Македонија, за Македонија во која што Гордана ќе биде председател, за Македонија во која што коалицијата твоја Македонија и ВМРО ДПМН ќе водат владата. Македонија на реформи, на трансформација, економски просперитет. Од другата страна ја имаме, како што би рекол, нивната Македонија, бидејќи тие ја делат Македонија на наша и ваша. Погледнете го слоганот на Стево Пендаровски. Тој бил нашиот, а не вашиот председател. Тој бил председателот на тие кои што го гласале, а не на сите граѓани. Ти на овој крстопат што си и сака светот да го промениш. Важно е
што за се